Во комбинираната детска установа, детска градинка Павлина Велјанова, клон 4 кај пазарот во Кочани, 7 година поред се реализира проектот Инклузија на деца роми, во кој опфатот на децата во градинка од година во година станува се поголем. Министерот без ресор Неждет Мустафа и градоначалникот Радко Димитровски денеска во посета на децата во детската градинка кај пазарот. Сместувањето на ромските деца во градинките е проект на декадата во соработка со локалната самоуправа. Исти проектите како што се инфраструктурата. Тоа е еден проект на кој што веќе 7 година покажува силни резултати. Веќе децата навикнаа да влегуваат во градинките и да се социализираат со другите деца. Тоа е една стабилна иднина на образование, на учење на македонскиот јазик, на дружење со другите деца, со ромските деца и сметам дека таква една инклузивност на ромските деца во детските градинки ќе покаже една поголема спремност во подготовка на прво оделение. Ние со иста таква кондиција владата на Република Македонија во соработка со локалната самоуправа и понатаму со огромна кондиција ќе одржиме од година на година да сместуваме се повеќе и повеќе деца во детските градинки. Вие знаете порано дека ромските деца беа најмалку застапени во детските градинки. Но сега, веќе ова 7 година, со владата на Република Македонија, со декадата на ромите, успеавме овој проект да го подигнеме на висок степен, кој што покажува исклучителни добри резултати во процесот на воспитувањето на децата. Радува податокот што воспитувачите кои работат на овој проект веќе добиле решение за редовен работен однос. Ова министерот Мустафа го коментира вака. Ние со еден добар континуитет сакаме да покажеме дека вратите во сите институции се отворени на сите заедници. Тоа е де факто еден показател на кој што нема место во Република Македонија или во владата на Република Македонија, во извршната власт, каде што не се присутни етничките заедници. Се отворија веќе вратите на сите министерства, на подрачните единици, на единиците на пониско ниво, како што се и детските градинки во соработка со градоначалникот. Јас сум многу среќен денеска и тоа да го истекнам дека 2 ромкини веќе прима решение и се вработени во редовен работен однос во градот Кочани и тоа од буџетот локалната самоуправа во соработка со владата на Република Македонија. Проектот Инклузија на деца роми во градинката во Кочани ќе продолжи наредната година, зашто истиот е веќе влезен во приоритетите на владата за финансирање.